Вечерва во Младинскиот културен центар со почеток во 20 часот ќе биде отворена изложбата со наслов "Над бескрајот на стените", а станува збор за изложба на Зоран Лазаревски. Повеќе информации за ова ќе дознаеме од Елизабета Мемиќ. Едно место карпесто и природа што плени биле инспирација за Зоран Лазаревски да ги овековечи во својата најнова изложба насловена "Над бескрајот на стените". Светот доста наводно, посебно на сончевиот град, ги поставав тие стени, карпи, каде што ми дадоа инспирација за моето творештво, да направам некои скици каде што сонцето и каменот играат некоја игра на бои, на светлина. Посебно ми инспирираше белата боја на сонцето, така да тоа ми беше инспирација. И затоа се вика самата цела постапка "Бескрајот на стената". Всушност, изложбата може и да се нарече "Следи го сонцето", затоа што кажувате дека таа љубов помеѓу карпите и сонцето всушност ви била најголемата инспирација. Да, тоа ми беше најголемата инспирација, сонцето и карпата. Како што реков, мислам, сонцето ја не оплеменува на некој начин самата карпа и дава многу убави слики, прекрасни слики за некои абстрактни, некои толку реални, така да тоа ме одушеви. А сончевата светлина се поигрува над стените и создава бои кои само уметникот може да ги види. Лазаревски во својата изложба и се поклонува на природата и остава четката сама да ги избира боите. Карпите немаат многу бои, меѓутоа сонцето како што врти околу својата оска дава некоја светлина кој можеби јас и ги гледав тие бои и затоа ги пренесов на овие мои цртежи. Зоран Лазаревски, иако дипломиран графичар, на изложбата "Над бескрајот на стените" користи комбинирана техника во која преовладуваат темперните бои. Изложбата е во Младинскиот културен центар и ќе биде отворена во наредните 2 недели.